Средношколците и основците конечно ќе ги добијат учебниците кои им недостасуваат. Министерката за образование Весна Јаневска најави дека на почетокот на учебната година во септември во најголем дел овој проблем ќе се надмине. Да, во септември ќе има учебници. За основно, за сите ќе има учебници, за седмо најголем дел ќе ги имаат. Таа додава дека за образованието нема време за чекање и реформи чекор по чекор. Тие ќе се одвиваат паралелно во основното, средното и високото образование. Во фокусот засега е реформа на целодневната настава, која ќе трае подолго од вообичаеното. Таа за почеток ќе се спроведе во паралелките до 4-то оделение, а подоцна ќе се прошири. Вели дека тоа не треба да ги загрижува учениците. И тоа се однесува воглавном на оние изборни предмети, како што се дополнителни додати часови по математика, македонски, англиски, драмски секции, хор, оркестар, сликање, животни вештини, вештини за живот. Со тоа ќе им го пополниме времето, да не мислат децата дека ќе треба 6 или 8 часа нели да стојат над книга. Во меѓувреме ќе имаат слободен час да научат, да напишат домашно проект, да направат како и да е. И во колку што е можно училишта, тоа ќе го направиме веднаш. Јаневска додава дека работат и на надминување на проблемот со доцната исплата на стипендиите на студентите и учениците. Вели дека тоа ќе се случи по најавениот ребаланс на буџетот, а со него и план за зголемување на платите на просветните работници, како и генерално подобрување на условите во кои работат. Со почетокот на новата учебна година, најави реформа со која ќе се надминат недостатоците на системот Е-дневник, нов информатички систем во образованието кој предвидува нова програма за електронска евиденција на оценки, изостаноци и часови во основното и средното образование, со која ќе се овозможи прибирање и анализа на податоци за целокупно унапредување на образовниот процес во земјава.